Look at me. Македонија, уште една среда, 20:30 часот, вие сте на вистинската фреквенција, односно Алфа телевизија. Сместете се удобно, почнуваат минути забава и смеа. Како што може и сами да забележите, денес се наоѓаме на една прекрасна локација, а тоа е хотел Романтик и тоа е на само Велешко езеро или езерото Младост. Кажавме каде се наоѓаме локацијски, а сега секако време е да ги представиме и нашите вечерашни гости. Тој е драматург, актер, комичар. Доаѓа директно од нашето соседство и чисти задоволство ми е што е токму наш вечерашен гостин. Семир Гицич, заедно со нашиот најзгоден македонски актер и музичар Давид Димовски, на сите познат како Давид Мука. Ве молам еден аплауз затоа што ни се гости вечерва во отвореното студио на Hot Stars. Сами себе. Ево ја теби, ти мене, ајмо мало подише. Па добро е малку. Па добро. Добре ни дојдовте првично пред се. Дури да се најдам имавме малку проблеми, но како и да, еве тука сме, се надевам дека времето и се ќе служи во наша корист, па се ќе биде како што треба, нели така? Па јесте, мислим, како е била најава, кренула Семир, sve to, ali dobro, pusti Semira, najzgodniji, najlepši, evo ga. A kao Semire, ti si tu pratnja samo kao. A ja barav za ko... Da, ko je najzgodniji? Ko je najzgodniji? Па така, види вака, така е пишуван кај нас во многу медиуми, па затоа сакав и малку да го поздравам. Роднини, се роднини пишуваат. Роднини. Или си сам писao najavu, ovo ćeš da mi napišeš, ja sam najlepši, Сега сакам секако да започнеме првично од нашиот гостин, затоа што пропатувал толку долг пат за чисто да ни дојде во нашата убава Македонија. На 100 точак има дојде на сега ми сподели. Навистина, колку време патуваше? Iz Beograda je brže nego iz Pazara. Zamisli. Znači, Beograd je ovde, Vele su ovde ili Skoplje, evo tu, a Pazar je ovde, recimo. Ali meni je kraći put Beograd. Kako? Po koja matematika? Pa po matematiki autoputevi, kad ga imaš možeš, a kad nemaš onda klaj. Onda moraš. Ja živim u Beogradu, ali ovih dana sam kod mojih u Pazaru, odakle sam. I onda sam došao i kažem, sad idem za Beograd pa ću sljedeći put ovako. Имаш многу пати кажувано за Нови Пазар, од каде што си, дека немате железничка, така? Немате аеродром, немате автопат, нема ништо. Pa ali dušu. Dušu, pa izvini. Така е, па најважно е Ako nemaš dušu, džaba ti aerodrom, džaba ti... Znaš što je ono priča o siromašnima? Kaže, da, mi imamo dušu, niko nema. Vidi, jeste stvarno autoput, nema aerodroma, nema ništa, ali šta ćeš, doći će sve na svoje. Izgradit će se, a da li će duša ostati, to je problem. Душа ти се вика марката на точакот. Имаме двајца актери, така да ја знаев дека денес ќе споменуваме и така убаво, така да нека тера секако што треба да биде. Ништо не ни веруваш денеска. Семир, ќе започнам со тебе, како што кажав, ни доаѓаш од нашето соседство, во нашата убава Македонија, доаѓаш чисто да го насмееш македонскиот народ. Јас знам дека во денешно време и како предизвик да се насмее било кој човек. Каква е одговорноста што ти ја носиш во себе за да можеш секој различен карактер кој што е присутен на тие твои настапи, да можеш да му изнудиш насмевка на лице? Pa pare pomeneš i svi se pronađu. Pare, novce, soldi, dinero, znaš, ali da ti kažem... Само пари се спомнуваат и тоа е тоа? Da, ne, ali to se svi prepoznaju, znaš, kao prošlo vrijeme ljubavi, nego pare, znaš, tu se ljudi prepoznaju. Давид, се сложуваш со ова? Помина времето на љубов и на такви работи, само пари се во фокус? Не. I koli se mnogo. I keš, šalim se. Znaš šta, jeste izazov i zadatak nasmijati publiku, ali vidi, hirurzi imaju teži zadatak. On ako pogriješi u operaciji, auf Wiedersehen, Allah emanet, završeno, čovjek ode. Ja ako pogriješim, publika to nagradi.
Tako da s te strane mi je lako, ali izazov je svaki put doći u drugi grad i nekako ja sam malo i manipulator, manipulacija, pa onda sednem ovako u restoran, malo siđem, pijem kafu i onda oslušnem šta ljudi pričaju, kako pričaju i koji mentalitet, prosto da znam gdje sam. A pošto smo u Velesu, Veles je uvijek imao ozbiljnu publiku. Serioznu, što vi kažete, i nije lako nasmijati. Значи тешка задача имаш токму вечерва. Ali 3 бромазепама или 2 лексилиума и то може да се среди. Сакам Други марки на лекови се достапни. Сакам да те прашам што еве пример, обично ти си човекот кој што знае да ги засмева луѓето, но сега еве јас би те прашала што е она што знае да те насмее тебе. Што е она што знае искрено од срце онака баш да те насмее, да те расположи. Затоа што вие стендап комичарите сте малку така по-крути луѓе, не се смеете често. Ne, pa obično ja sam privatno namčor, volim povučen, jesam Boga mi i ne volim ja puno da se družim sa ljudima. Ljude malim količinama, što manje, ne volim da me dave, da me smaraju i ono da prosto ja volim život, ali ljude baš i ne podnosim. Ali najviše što može da me nasmije je, ja imam taj problem u glavi kad neko padne. Prosto prođe i padne i tu nemam, to je blokada. Kad neko padne, može da mi je majka rođena, da mi je otac, da mi je ja se smijem, ja ne pomažem, jer gotovo to je blokada, ja se smijem. Eto imam taj mali problem, ne znam mi se tebi to... Се сложам, да. Прво се смеам, може и да помогнам, ама од кога ќе се знаеш. A ja pomažem? Да, и може така. А ви си имаат ли пример налутено за тоа што им се смеете? Мене пример ми си имаат налутено. Јас исто се смеам, не можам да не се насмеам ако некој тука пред мене се спружи реално. Не може. И пример, ма ти зашто така се однесуваш, нели гледаш ја тука си искршив човече, ќе ти помогнам, ама чека, остави ме да се насмеам. Давид? Близко си, јас најсмешна работа може би после, тоест дури пред тоа кога некој ќе падне ми е, не знам дали ви се случило да ви плачат луѓе, ама има два типа на плачење, едно е онака гордо некој да си плаче, а другото е кога ти липа некој кој не може воздух да земе. Ете така, исто условен рефлекс во прашање, прво се смеам, онака му Чекай се малце, ти газам од плача смеа. за нешто сериозно и ти му Може да е многу загазиш. сериозно. Чисто моментот мислам дека ми е тригер кога сваќам дека некоја личност се сваќа толку озбилно себе си, за да не може да поднесе што му се случува, као да не може да дише од тоа како плаче. Прво се смеам, после се. Pa setite se, najbolji trenuci u školi su bili kod nastavnika, profesora koji su bili ozbiljni. Že nisi smeo mnogo da ne smije muha da se čuje. I tad, ako se nešto desi, to je najsmešnije. A ovo profesor kod kog možeš da pričaš, da šta je tu smiješno? I najbolji vicevi se pričaju na dženazi, na sahrani. Така. Najbolji vic. Сега би продолжила со тебе. Ти си ги негуваш двете професии кои што ги имаш, и музиката и актерството на подеднаков начин. Не би те прашала ти каде се пронаоѓаш или каде се гледаш како подобар, него би те прашала каде луѓето те прифаќаат подобро. Каде луѓето те гледаат подобро, кога си во актерска улога или кога си во музичарска улога? Луѓето на прво ме гледаат најдобро на премиери филмски заради тоа што многу лесно джваклив, како се вика тоа, многу лесен за процесирање формат е. Кога си на црвен тепих и промовираш нов филм, лесно е релативно брзо да им се допаднеш на луѓето кои што онака се инвестирани во проектот, заради тоа што тоа е некаков си врв на социјална промоција при проект. Можам да го квантазирам опипливо и да го одговорам прашањето, а тоа е на вистина не се посветувам на музички план кога што се посветував порано, заради тоа што филмска индустрија ми го обзема барем 80% од животот. Сега го зборувавме тоа и со колегата. Порано доаѓам од музичка позадина, пред се бев музичар во животот, го гледав светот низ музичарски очи и тоа пред некои 4-5 години веќе тотален шифт имав на секојдневни обврски. Морам да кажам дека поривот ми е остана, творам музика, вадам од време на време нова музика, ми останува 10 до 20% да бидам активен на тој план. Претежно сум секојдневно заангажиран со филм. Мислиш дека можеби пример филмот има можност каде што можеш да се истакнеш или да се докажеш или да се покажеш на повеќе начини? Пример зборуваш, глумиш,
физички се прикажуваш, зависи која ти е улогата. Па може би и тоа е. Може да биде и хендикеп и одлична привилегија. Затоа што, например, јас додека не го сватив тоа, не ни се дрзнав да почнам да истражувам глумачка кариера. Заради тоа што цел живот творев собствена оригинална музика во тие текстови кои што ги интерпретирав како фронтмен на сите проекти музички во кои што сум бил. Никогаш не беше приказно околу лично Давид прошол низ нешто, туку фиктивен карактер, му се случиле фиктивен сет на искуства. Кога го сватив тоа пред себе и веќе ми беа понудувани глумачки улоги, реков окей, визуелното ќе биде само екстензија на аудибилното кое што сум го нудел до сега. Само ми беше една проложна рака. Али да, ако знаеш да го искористиш, да, многу често, многу опции, многу на лагер знаат да устручат човек и ништо добро не направи. Да, точно. Така да едно по едно, нели? Jeste, И jeste. стендапот е сосема друга форма на Ако се уметност. распространиш, така Да, е така. меѓутоа сигурно дека треба да ги испеглаш прво основите, за да можеш севкупно да се презентираш пред публика. Ma, Дали се споделува? apsolutno se slažem. Evo, meni se sad završila druga i treća sezona serije Opadija na prvoj. I ja sam ušao u taj lik Čede, a sad kad gledam tu seriju, sve bi drugačije. Sve bi drugačije. Секогаш е така. Секогаш е така. Стварно си гледал некојаш твоја улога у која што не би сменил ништо, јас немам такво. Ако сакате, ние ќе се заминеме, не е никаков проблем. Мислам, може да се продолжите со разговор. Jel smrdi ovde nešto? Vidiš kako dijele sa... Znači, je leš životinje, kućinje. Ne, vidi emisija, nego samo da znamo ako se mrštimo da nije od neraspoloženja, Е, nego сега, od... јас знаеш што мислам дека најинтересно нешто што луѓето пред малите екрани нема да знаат дали е глума или е вистина се тоа. Ali oni na male ekrane nemaju miris, tako da треба blago да си njima. дојдат. Луѓето не знаат и дека има леш таму доле, ама тоа е чисто затоа што кадарот не е. Ništa to je. Леле, што каде отиде цела Ma bio оваа neki емисија? mafijaški obračun, pa nešto. Семир, знаеш ли да се радуваш на животот? Како го искажуваш тоа? И Како шта се кажеш радуваш на животот? Pa, radujem se ja, veliku volju za život imam. To je, Семир може. znaš šta, osim kad neću da se ubijem, to da, inače volim život. Vidi, ja generalno... Često znaš da posakаш da se ubiješ ili retko ti Ne, dođe takve ali misli? nikad nemam dovoljno kanapa, šalim se. Vidi, Истиот терапевт иде, истата реченица и мене ми е вика, ова е Исто, чисто па да. препишано еден за еден, нема врска. vidi, volim svoj posao i uz sve probleme koje ima kao svaki drugi čovjek, ja volim da se stvarno radujem jutru i motivišem sebe. Znaš, nekad recimo stand-up, ja pričam jedno isto, dok ne izađe novi naslov, pa kad izađe novi, onda poslije 300-400 izvođenja. Kako da se motivišeš ponovo isto da pričaš? Kako ja, na primjer, u Skoplje dolazim 8. put, kako da se motivišem, ja treba da idem sad u Skoplje, da pričam isto. Motivacija, radost moja je, jao, sad ću super, pa ću da odem da jedem pastrmajeliju, jao, pa ću posle, pa ću... Znači, Си најдеш други работи за да Тако може е, да се тако е. мотивираш, за да можеш да го A ja направиш volim нешто. svoj posao, nego kažem nekad prosto dođe do zasjećenja. I tako isto u životu. Kad ti nešto nije dobro, mijenjaj. Најди си нешто што ти е добро. Ова Давид го има во некој интервју изјавено, не знам каде слушнав, дека секојдневно се радуваш на животот. Па еве, чисто сакам да го предискутираме тоа малку заради тоа што многу малку се луѓето кои што живеат во денешно време, а да знаат да се радуваат и многу пропуштаат. Јас верувам дека многу пропуштаат. Што мислиш ти за тоа? Комплексно прашање, али ќе пробам во две реченици. Заради тоа што комфорт зона веројатно многу малку ми пружил животот. Цел живот ми е селење, патување, куфери. Така и го доживувам, така и е де факто. Мислам дека ако е животот воз кој што треба да се урне сега, преферирам да седам во прв ред, пошто ќе имам најболje поглед. Значи не сакаш да гледаш страдање, прво другите да се вагоните Видиш да се многу бенефити од таа алегорија. Да, меѓутоа не. Метафората е повеќе ја ќе си заминам прв, сакам па после, фронтално искуство, сакам да седам во прв ред на што да се случува. Луѓе ќе умреме сите кај да е. Ако не е за 50 години, ќе биде за 100. Ама
Што го погледна така. Не, јас стварно наоѓам огромна радост во тоа дека многу ни е ограничен животот и многу ни е конечен животот. Да не би бил, ништо не би имало значење. Еднаш ќе седиме овде и ќе имаме оваа дискусија. Така е. Никогаш пак нема да се случи. Можеме да уживаме Може и во... повторно да се случи, ама друг ден ќе биде, нема да ти бидеме ве- сега Ти вака. ветувам дека нема да дојдам касно, сте 15 минути со почеток. A čekaj, da te pitam. Sada ovdje je bazen ispred nas. Ovdje je bazen ispred nas. I sad nikad ne znamo šta je unutra. Je li duboko, je li unutra rakija, Aj, kula. voda, soda, kisona kiselina. Jel ti, pošto voliš prvi red, jel bi ti ušao ili bi sačekao neko drugi da uđe, pa ako je sve okej, ući ću i ja? По мирисот, веќе нема дилема дека е солна киселина. По мирисот на место. Да. Така да има ситуации кај што треба да си Е, помодар и да оставиш да оставиш простор на, друг. на другиот. Сепак животот ти за нив е ограничен и треба да има ти е малку првред искуство. Не сум себичен, сакам да кажам. Manipulacija, ne Не сум себичен одговорен за Сакам тоа да се правам. надоврзам за мирисот, да не биде погрешно сватен за местото, дека сепак ова е опуштена една емисија каде што чисто знаеме да се нашалиме, да кажеме Да, некоја шала, вие дојдете сами, Уопште не уверете се смрди. дека не е така. Но како и да, ќе продолжиме со Да, ба, нашиот не. разговор. To ja nešto umislio, ne. Мириса само тензијата помеѓу нас тројца Да, заради дека присуството што е интензивно. Така и е, тоа, и не, јас не, мислам. хипотетички мирис. Mi smo na bazenu, leto, jezero iza nas, lijepe devojke, lijepo društvo, dobri gosti, dobra... I tako kažeš. A možda kažeš s druge strane, ovdje se deca kupaju gola, to je idealno za pedofile da gledaju. Onda muhe ovdje, sunce, žurim, znači uvijek imaš dvije strane koje Da, možeš da gledaš. što ke A mi gledaš, gledamo da. onu prvu. Така. Lijepo nam je. Позитивната страна секогаш. Добро, ми извади само Пожури малку од због ситуација. Kao super je samo požuri. Затоа што имате, како да кажам, делите иста професија на некој начин. Актерството ви е заедничка работа. Da. Колку често глумите во приватниот живот? Еве сега вака, сега сте тука дојдени на интервју, сепак не ви е ова работа каде што треба нешто да се глуми, ама може да го направите нешто да биде малку поисфиловано. Колку често, еве Семир, колку често ти глумиш во животот? Ne često, ali sam jutros morao na granici. Na carini sam morao, pošto sam kupovao nešto i onda... Значи кога се мора. Da, kupovao sam nešto i onda kad moraš, on je krenuo da mi pravi probleme, da izvedne. Ja sam onda ušao u glumu da sam jadan, da sam nikakav, da teško živim, da žurim, da i onda je pao na manipulaciju. Ali to nije loše, jer ja ništa nisam ukrao, nikad nisam oduzeo, ja sam stvarno kupio poklon i sad da mi praviš problem, a ja sam krenuo u Velez da se radujem, da radim emisiju i da igram Veleško leto. Znaš, nemoj to da mi... onda tu malo ubaciš, a inače ne. Inače, mislim, dosta mi je na poslu što glumim. Pa ne pitaš mehaničara kad dođe kući, jel bi još nešto po kući radio, ne bi. Давид, Полицискиот извештај гласеше дека човек кој што изгледа као да не е соситен на точак, пробува да ја прејде границата со поклони позади врзани. Не знам Да, што да, збори, да, кога јас- знам дека го видовме. не и кај ќе разбирам, ги јас и крие тоа као од Белград прво. тргнат, мислам. Ali се slušaj, Слушај, гледа. застанал одмah. Kad se ova emisija bude emitovala, ja sam već u Srbiji, tako da... Види кај нас се Шалим се. гледа и на ваша територија, така да Znam da пази gledaju, што ali ja sam кажуваш, već пази што sa кажуваш. poklonima, bez carine. Opa! Така да каже Давид- дека е многу брз, пошто ова е Да. во живо моментално. Така е, така Не е. гледате. Давид, која била твојата најголема лага или глума што ја имаш направено до сега во животот? Немаш, да, Секој ден, нормално. не, напротив, секој ден сите глумиме. И мислам дека е средство за преживување. Кога на шефот на работа ќе ти каже некоја тотално глупа идеја и треба да му кажеш Матеј, мислам дека точно вака треба да направиме, скроз се сложувам и дури ќе се наведнеш нанапред и ставиш рацете на маса, сите глумиме секој момент од секој ден во животот затоа што општествен предуслов е, не може без тоа. Нема Јас да се викам снајдеме. вака, сите сме родени глумци кога нештото нас треба да ни оди во полза. Сите знаеме да одглумиме. Не постои човек што не знае. Семир, ти вежбаш ли пред огледало дома? Да? Da, pa moraš za neke situacije, da, prosto vidiš svoje nedostatke
I mi uvijek kad hoćemo da se predstavimo dobro, krijemo mane. Znaš. A nekad zavisi za ulogu i onda gledaš šta ti fali i ne fali. Ja imam male listove na nogama i onda povučem ovako čarape i više nema male listove. Na primjer. I sad ti svakako to praviš kako i na sceni i prosto tražiš šta nema. Kad sam bio u doba korone imao sam preko 100 kila, prosto obučeš crno, usko, nekako da ti ovdje bude šire. Prosto, mislim, svi služimo tim manipulacijama. I prosto da se ne lažemo i kad hoćemo nešto da dobijemo bilo šta u životu i u vezi, i u drugarstvu, i prijateljstvu, i u porodici. Kao deca kad hoćeš da dobiješ džeparac ili mama pusti me tu, prosto moraš nešto da si ti u toj situaciji jadan i da ti to ta treba. Знаеш зашто те прашав? Заради тоа што па Давид има кажано дека најлошата работа што некој човек може да направи е да вежба пред огледало. Pa dobro, to je mišljenje. Не најлошата работа што некој може да ја направи. Најлошата работа што јас би можел себе си да си ја направам кога спремам улога. Малку зборевме за ова и пред емисија, Ивана. Секој треба да има свој пристап. Не биде толку сериозен, мислам, ова беше... Не, ама не. Не беше навредливо во никој случај. Не, полако, спири. Ми значи, затоа сакам да го кажам, морам да сум секунда сериозен. Секој треба да прави тоа што му функционира него, додека е искрено. Ниту мене ќе ми успее, пример, улога ако ја вежбам пред огледало, ниту сигурно тебе ќе ти успее со некаков мој пристап. Знаеш, сите треба да имаме свој пристап. Јас, например, не си верувам толку на интелектуалниот сензибилитет да ја разложам улогата. Повеќе вибрирам од емоционална интелигенција. Ако се почувствувам во моментот како карактерот што ми се чувствува, знам дека телото ќе следи. Ако вежбам како би изгледало, знам дека ќе треба да го размислувам и тука ќе се деконцентрирам. Затоа ми сметало, например. A ja ću ti reći, a vidi, to je stvar tehnike kako kome šta odgovara. Така. I to je to, svako ima svoj način. Neko voli da sedi, da pije i puši cigaru i razmišlja o ulozi. Гледаш како су озбилни кома, ќе не прашаш стручно прашање, Da, evo ga, odmah sad intelektualac. Само да објаснам. Ali ja kažem samo tehnika, na primjer, šta kako ti, kako kažem, sebe vidiš, a to je stvar tehnike, a ništa ne može bolje nego ono osjećanje. Ima jedna riječ u mom kraju, zove se rahat, kao rahat lokum, čuli ste. Rahat je kad si ti miran, staložen. Imaš probleme, treba da platiš struju, kasniš, gužva u gradu, parking tražiš, ali si ti rahat. Miran, spokoj. Tako isto kad praviš ulogu, prosto kad se nađeš u situaciji, sad sam miran, znači našao sam se, udobno mi je. Znaš, kad ti nešto, čekaj, smetam, čekaj, jasno, čekaj, znači nije ti sve kako treba i bit ćeš pod tenzijom. Kad si rahat, to prosto odavde moraš da osetiš. Ali naravno, razmišljaš o ulozi i tako dalje. Ima jedna stvar koju sam ja naučio od mog profesora Envera Petrovcija, kaže, razmišljaš o liku, ulozi, sve dok ne počneš da misliš o ratu. Da li me razumete? A još jednaš? Razmišljaš o liku. Znači ja sam dobio sad lik, zove se... I ja razmišljam kako on jede, kako pije, kakav je u seksu, kakav je kad se naljuti, da li je dobar, hoće da pomaže, neće. Ali, toliko toga ja počnem da razmišljam, do trenutka kažem, kako bi on ratovao. Nepotrebno. Znači već si sve potrošio nepotrebno. Jer nemaš tu, ni u prirodi ljudskoj nije da on razmišlja kako bi bio u ratu. Da li te razmišljaš ti kako bi ja bila? Ne. Tako da, to je nama nametnuto, znaš. Makar što sonувам чат-пат. Војни такви работи, па знам каде да се скријам. Веќе кажано ми е, веќе мене ми е кажано во сонот каде треба. Момци, јас мислам дека убаво се забавуваме, убав разговор си направивме. Сега мислам дека време е да ги поздравам нашите пријатели, помагатели од Вардарска долина, Шато Ризов, кои што го имаат ова прекрасно вино и сите љубители секако можат да си го пронајдат својот вкус и својата амбалажа токму кај нив. Сега предлагам да наздравиме во нивно име во нашиот прекрасен разговор. Давид, ти не пиеш алкохол, ама еве, гледам дека направи да испоштуваме, Па што направивме, ние џабе го потрошивме виното, значи што не ми кажавте уште пред да ставам? И гледаш, случајните минувачи веќе чекаат, имам договорено, ги продаваме потоа чашите.
ништо нема Значи да оди заработка. така. И он има кажано дека од Нови Пазар никој не доаѓа така да ако не е прорачунато Yes. се. Така да ете, сега сваќам Видях што што ме посматраат, сите Еве, чекаат тука за се наведени чашите сите. после. Веќе се, мислам, исплатено. Драги мои, после оваа наша прекрасна здравица, после овој наш прекрасен разговор, време е малку да се опуштиме во летните авантури кои што ги припрема Марија. Да погледнеме за што станува збор. И од студио повторно сме на терен во Аквапарк Пробештеп. Денеска со една македонска актуелна, млада и преубава пејачка, а тоа е Лара Иванова. Лара, Фала ти многу за комплиментите. Мило ми е што сум денеска тука заедно со тебе, заедно со вас. Поздрав до сите гледачи. можам да ти кажам и дека денеска прекрасно изгледаш. Фала ти многу. Кажи ми, имаме слушнато многу за тебе, толку многу мелодии, толку многу песни. Една песна која што го достигна врвот со милионски прегледи. Кажи ни дали ни припремаш нешто ново? Да, сега го цело време припремам нова музика. Сега срекна сум што можам да најавам на 2 август. Ќе искачам моето EP, тоа е мини албум од 4 песни, значи ќе искоча 4 песни на македонски јазик со 4 спота. Така да на мојот YouTube канал да бидете сите на 2 август. Фала ти премногу, ти посакам многу среќа најпрво вака во музиката, со твоето отворење. Кажи ми, дали имаш некаква помош или па сепак сама работиш и сама си ги исполнуваш своите соништа? Почетоците сега дека почнав сама, беше многу потешко, дури да стигнам до еден тим кој што ќе работи заедно со мене, кој што ќе ми биде поддршка. Нормално, многу е битно и финансиски да можеш да покриеш се. Тука се секако спонзори со кои што соработувам, имам долгорочна соработка. Мило ми е што стигнав до левел каде што можам да кажам да не се секирам дека ќе можам цело време да изненадувам публиката со нова музика. Така да сега за сега задоволна сум со мојот тим кој што работиме и задоволна сум и благодарна за се до сега што ми се случило и се надевам дека уште појако ќе терам понатаму. Фала ти премногу што одговори на моите прашања, па сега дали си спремна за една авантура? Секако. Најпрво да ти ги обрајаснам правилата на играта. Имаме танирчиња каде што пишува поени. Имаме сунгеристи топчиња со кои што ќе треба да фрлиме и да го погодиме танирчето. Во секој танирче се носи посебни поени. На крај ќе собираме поените и тој кој што има најмногу поени победува. Супер, одлично, спремна сум. Ајде да видиме. Ајде да почнеме да видиме кој ќе биде победник. Omido for the beat. И еве сме назад, сега како што сите видовте, јас за голема среќа погодив само едно тањирче, но ми носеше 100 поени. Марија, за жал, изгуби за тоа, сега јас сум водителка, но дечки, аплауз. Да, аплауз за нашиот труд, ве молам. Повели, сега Фала ти. ти да браќам улога. Точно така. Редот од губење ми почна, цело време губам нон-стоп кон летните авантури, се надевам дека наредната ќе ја победам. И јас се Затоа што победи поен стотче, еве ти едно поклон топче. А исто така имаме и поклон од Аджико Хоум Центар. За тебе тоа е место каде што може да се најде се за нашиот дом и градина. Мило ми беше што гоштуваше и те очекувам повторно да ми бидеш гостинка. Фала ти многу, преубаво си поминав, доста интересно. Навистина
ми е мило затоа што победи, фала многу за подарокот, а тебе ти посакувам последните игри многу среќа и се надам дека се гледаме повторно пак. Фала ти, исто ја ти посакувам многу среќа во музиката и не заборавајте на 2 август сите на каналот на Лара вади 4 песни, така беше? 4 песни со 4 спотови. А ние се враќаме назад во студио кај Ивана. Надевам дека убаво се насмеавте, убаво се забавувавте со летните авантури. Сега време е да се вратиме назад заедно со Марија, која што ќе продолжи со играта Сладки маки, но пред тоа сакам да им дадам подарок на нашите денешни гости. Повели. О, фала. Симир, ова дека не пиеш за да можеш да го Царина продадеш ќе да се обрати. пари. За повеќе пари, повели Давид. Jo, kako ću ja da А сега да izađem iz препуштам кај Makedonije? Марија. И сега повторно со нашата рубрика Летни маки. Денеска ви имам припремено нешто многу интересно, а тоа е една игра која што мислам дека до сега никој нема правено, сама имам смислено, затоа што сте актери и двајцата глумите, ќе ми глумите нешто, а тоа се чувства. Значи, треба некако да навлезете во тие чувства, ама на посебно место. И ви имам подготвено картички, уно карти. Имаме бројчиња од 1 до 6. Тоа се 6, како да ги кажам, 6 чувства, ама има исто и 2 уно карти кои што се во реврс. Ја вака ќе ги свртам картите на кај мене, вие ќе треба да извлечете една од картите. Ја имам напишано од 1 до 6 според број кои чувства треба да ги глумите, па ќе ви кажам во случај да извлечете таа карта што треба да глумите, но во случај ако ја извлечете реврс картата, например ти ја извлечеш прво на реврс карта и после тоа мора да извлечеш уште едно бројче. Тоа бројче што ќе го извлечеш наместо ти ќе треба он да го глуми или пак обратно. Ma ja Se sam stranac, razumete? meni И викаш сама ја измисли играва. Да. Ja, Само ја имам смислено така да мислам дека би требало да биде окей. Ти ме разбира ja така? ić ne razbiram ništa. Znači, karta, broj, ti imaš zadatak i to je to, Da. jel? Не, Okej. број емоција. Број е некоја емоција. Е, Dobro, dobro, Vidi. kontam. okej. Например, број 1 нервозен, број 2 среќен. И сега вие во случај добро, која добро. карта ќе ја извлечете, тоа ќе треба да го одглумите. А зашо сте Варијатно? сите као уно? Само јас немам играно уно карти. Ни јас немам играно. Ja volim Ја ги Uno. земав само за играва. Ja igram Uno. Ајде само да ги измешам на почеток картите. Ajde. Ајде, од кој сакате прв да почне? Ajde, počne, evo, pošto je on mlađi. Ајде да. Не знам дали Ти си помог- прв. Можда. Билечи? Ајде. Добро. Број 5. Да Се ми видиме. циркаш, кој ти кажа дека е број 5? Па треба да покажеш ти на камерата сите да знаат, не само јас. Ето број 5. Под број 5 имаш да одглумиш страмежлив на дет со девојка. А кој ми е девојка он? Да. Makedonija prije Evropsku uniju, nešto treba. Ajde. Семир. Јас од секојаш сум сакал да запознам. И особено вака што дое со точак до тука, видиш, се почувствував едноставно посебно. Го немаат многу луѓе тоа направено за мене и само сакам да ти кажам. A nisi jedini? Сигурно така само мене ми викаш. Знам нека обратна психологија сега пременуваш, ама само сакам да ти кажам дека ми значи. Pa Одлично. lakše bi ti bilo da si dobio porođaj. Ili ne. Ali dobro, bravo. Супер, bravo, супер, odlično. одлично бев. Ајде, сега Семир, наред. Ovaj, А не Шаlim сме. se, Чекај сега, Nisam не. video, nisam video, Ако ја Bog. да ги измешам. Ma Не, imam не Joe си zvuke, фер. nisam video. Ajde. Ако. Ајде. Ajde, evo. 2. Добро. To Двојка. je abortus, šta ti? Тоа е среќен на работно место. Да бидеш среќен на работно место, ево нека ти биде газда. Gazda. Možem? Može, Gazda. Da. Gazda, ja, znači, mnogo, znači, ja ne mogu da ti opišem koliko je meni ovde su. Znači, bazeni, cure, znači, lova. Gazda, hvala ti što si me primio. Znači, ako treba, septembar, kiša, ja dolazim, radim. Nije što si Gazda, nego si, brate, kralj. Семир, 6:40, дојде на работа пред 40 минути.
Од 8 сме тука. Па, ја радим од 8. Ја hoću да radim. Meni nije teško, ja volim ovo da, mislim, stvarno nije sad nešto da ja pričam što si ti gazda tu, nego... Семир, што донесе на работа мириса цела канцеларија саат време уназад. Nisam pa dobro, nemojte sad, mislim... Мислам, можда малце различни се културите, ама сепак овде колективно работиме, не можеш да носиш тоа што јадеш по дома на работно место. Pa dobro, neće se ponoviti više. Може следно? Ajmo dalje. Пишува Јања следна рубрика. Мислам дека и така убаво се забавувавме, како што кажа Давид Мука, сега е времето за Јања, за кисели насмевки, но пред тоа Марија има некои подоручња што сака да ви ги Еве даде. повелете зашто бевте многу добри во претходната игра. Фала сум се и ти беше многу добро што сама да смисли. Фала ти. Еве Јања А сега повели. киселите насмевки може да ни дојдат, да ни се приклучат. О, шо ова страна? Стварно ми треба ова. Ne smijem da se izražavam Не, никој не го мисли тоа, ти шо... Ti si to pomisli, ja samo se... Може да почнеме. Може. Сега на ред рубрика Кисели насмевки. Ова е рубрика каде што јас поставувам прашања, а вие треба да одговорите искрено. Dobro. Ајде, ќе започнем. Ako neću iskreno, Ќе смислиме тогаш. Добро. Нешто. Ајде со Давид ќе започнеме. objasni Semiru. Мораме со Давид започнуваме. Semiru, sve je dobro sa kontom makedonski, okej, dalje. Да видиш примери после ти. Ајде вака. Да мораш да бираш помеѓу музика и глума, што би одбрал? Вау. Стварно може најтешкото прашање на кој што Знам. немам одговор. 3, 2, 1 глума. Добро. Кои според тебе се топ 3 девојки кои ти оставиле најголем впечаток од македонска јавна сцена? После вас 3? Може после нас 3, да. Океј. Добро. Четврто место. Па мислам дека Каролина Гочева е таму негде. Сигурно Ана Стојановска, колешка наша, и Тамара Тодевска пејачка. Добро. И уште едно прашање. Откри ни една твоја неостварена желба. Важи. Pa dobro, iskreno. Vrlo iskreno, ja ova pauza, znači, iskreno čovjek. Добро. Ќе ви ја откријам. Важи, ќе ни откриеш кога Ти си- сакаш ти. Znam za promjenu pola, da je to, ali to je sad... Тоа е позади нас. To je... Да продолжиме сега со Семир. Прво, даваат ли бакшиш пазарци на музика во кафана? Da, dobro, bakšiš. Добро. Ja ne, ali pazaci da. Добро, второ. Има ли нешто што не може да се набави во Нови Пазар во рок од 24 часа? Atomska bomba. Тоа не може. Može. Па и тоа може. Da, atomska bomba može, ali Izvodljivo. samo sutra. Хајде уште едно. Кога би морал да бираш, да го играш Хамлет во Глоб театар или стендап на Балкан, што би одбрал? Pa Hamlet, Ајде Glob teatar, jeste, Glob teatar, Hamlet, ali ne znam koliko bi to izlazio iz komfort zone, to bi baš morao puno da radim i da kako bi to izgledalo ne znam. A stand-up Balkan je ipak nešto što volim i što je lako. Tako da jedno i drugo, mislim, Hamlet bi bio izazov. Да. Добро, ви благодарам за одговорите. Да, Сега još. е па толку дека брзате. Пријатно се. Ова се ваучери од КМ Мазар, салон за мебел и може да си ги подигнете во било кое време. Фала пуно. Мислам дека убаво се насмеавме на вистина, предизвиците на двете девојки беа прекрасни. Семир, сега јас повторно би те прашала тебе, затоа што многу ретко, да не кажам никогаш, не збориш за девојки. Какви девојки те привлекуваат Ивана, тебе? извини, ќе те прекинам тука. Навистина прекрасни прашања, пребава емисија, ти сама измисли играта. Колега, многу беше мило, јас морам да палам, имам уште едно интервју. Да, ама сега Давид, што имаме почнува. само уште малку кратко време. Ќе видам ред, јас Ne, само треба да одам. Imam i ja probu i stoji na čas Ma nastupam, kakva proba? Ми беше стварно мило, морам да одам. Ми беше навистина задоволство, колега. Се гледаме на филмови во кино. Драга публико, гледате Hot Старс. Мислам, нема и ти сигурно да си заминеш, сега треба да ми одговориш за девојките, мислам, зборевме веќе.
Ja sam se toliko pogubio da ja nemam odgovor na to pitanje. Viš, kad god me neko pita o devojkama, uvijek se ovako nešto desi, tako da idemo dalje. Šta je sljedeće pitanje? Чекај, стај. Семир, знам дека не сакаш да ми одговориш прашањето, ама веќе ти беше поставено и мене навистина ме интересира, сигурно сум дека ги интересира и другите девојки кои што ја гледаат оваа емисија. Ali čar je u misteriji. Znači, čar je, kako ti kažem, znaš ono, kad ti zabranjeno Што voće повеќе сакаш, najslađe. танга купачи или сакаш онакви по-бабински, боксерки? Babinski, ono da su pašu bubrezi, one gaće što idu. Зошто ти се плашиш немој бубрезите да фатат? Da, ja, veš kako ti brinem za tvoje bubrege. Не знам моите, не знам зашто сега каде мене ме ставите. Znaš kako kažu? Kažu kad neko ide, kaže u Americi kad ide cura, čao roditeljima, kaže, oni kažu lepo se provedi, u Nemačkoj kao želim ti dobar provod, a kaže kod nas na Balkanu u paši bubrege da ne ozebeš. Tako da Dobro, znači da si imam na pamet. Nekako, ja sam onaj koji inače ne voli da priča o tome jer ipak, А имаше kako девојка? da ti kažem, Еве ne. тоа. Ne. Не, добро, барем какви девојки те привлекуваат? Тоа е многу едноставно да кажеш насмевка убава да има висока, ниска, слаба, крупничка. Ето. Pa vidi... Što je sve što je lepo i Bogu je Sve što drago. je lepo i Bog, da. Ne šta, inače ne volim da pričam, niti mene mnogo pitaju, valjda ja ne dajem takav... Да не сакаш машки? Šta? Машки да не sakam? сакаш? Мушкарци. A maški i muškarci? Ne, vidi, to je, da ti kažem, a ja kažem maški, a kod nas maški je nešto, pa sam mislio da je Мишки. miški, da ne sa, ja rekao, slušaj, meni je 8 godina bila gej premijerka Brnabićka, tako da mi tih problema nemamo, ali ne, znaš šta je, nekako sam se uvijek ugledao na Zdravka Čolića, ne pričaš puno o privatnom životu, porodice i to, ja volim u svemu da pričam, analiziram, ali nekako privatna stvar, gdje šta, kako to, ipak nekako volim da se čuvam za sebe. Сепак, девојки, жал ми е што ќе ве разочарам, но ете, не успеавме да добиеме ништо, освен дека сака боксерки купачи. Не танга, во никој случај не запевувајте така. XXL купачи. После XXL, да, што е можда поголеми. Може и како нинџи да се облече, тоа би било идеално. Семир, сакам да кажеме за вечерашниот бескомпромисен стендап кој што ќе се одржи вечерва. Морам да ти кажам што мене ми има најмногу внимание привлечено од сите твои стендапи. Opus, da. Оној дел каде што некој човек се обидува да ти каже дека познаваш некој. A da. Јас страшно не знам како да изреагирам во такви ситуации. Океј, не го познавам. Ма не чекај да ти кажам баба, стрина, Вујко, Чичко, тетка, каде работа. Pa vidi, to su ja volim da analiziram ljude i ubeđivači su mnogo česti na Balkanu, znaš, i onda ne možeš da ti, koliko god da veze nema sa temom, prvo to moraš da znaš ko je. I meni je drago večeras ću i pričati o ubeđivačima i mnogo toga pred veleškom publikom. Nisam prvi put, igrao sam predstave ovde, ali stand-up jedva čekam i stvarno mi je drago što me je i gradonačelnik i opština pozvali da večeras budem gost u Omladinskom parku, u amfiteatru i toliko se radujem jer veleška publika nije laka. Nije seriozna, znaš, i onda mi je izazov kao kako ću da, znaš, tako da baš se radujem i eto, sve ide dobro s dobrim. I ja sam došao, bazeni, divno društvo, lijepe cure i Кои се двете, кажи? Кои се двете? Кои кажа две? Ајде, кои се двете од трите? Кои две од трите? Koje dvije, tri se... Znači, i drugo, evo sad i onda u sklopu toga bio sam gost vaše emisije, mi se znamo iz Carpe Diema, znaš kao, i baš mi je radost. I moram stvarno da pohvalim Aleksandru koja je nekako alfa i omega ovog veleškog leta, koja je stvarno sjajan profesionalac i evo dok ja pričam ona tamo mi pokazuje, ne znam šta ovo znači, nadam se da ću ostati živ i da ću se vratiti, mada s ovim poklonima sa carinom, ja ne znam kako ću. Јас мислам дека нема потреба уште еден гостин да ни замине од емисијата. Јас сакам да заблагодарам за тоа што бевте
на двајцата наши денешни гости. Давид, ти ке не слушаш, ке не гледаш така да ке слушнеш што сум кажала сега. Останете ми живи, здрави, паметни, работете уште, да работиме и ние секако и да има за следниот пат што да си кажеме повторно. Макар што со вас се непресушни темите за разговор, затоа што не ми кажу уште кои се двете од трите, ама ќе го оставам за нареден пат. Ако сме во иста постава, се надевам, ќе ми одговориш. Вети ми сега. Hoću. Вети ми. Šta? Вети ми. Veti- Повеќе. obećava. I slušaj, Ajde. pošto, kako ti kažem, zadržite taj osmeh što ste nasmijane i ti si privat uvijek nasmijana i to je mnogo dobro. Ja Hvala. nisam, sem kad moram za pare, ali vi ne morate, budite lijepe, nasmijane i sljedeći put kad budem gostovo, eto možda budem i oženjen, pa onda tad mogu da pričam. U stvari neću ni moći tad, kaže, čuti, ne pričam. Подобро не причај. Тоа беше тоа, драги мои, јас мислам дека на вистина прекрасно се забавувавме. Ова наша денешна емисија беше и како позитивна, со премногу насмевки, со премногу хумор и така треба и да останете во текот на оваа вечер. Се што сакам да кажам пред самиот крај е секако да си ги поздравам нашите бутика Зелеа кои што се грижат за нашиот изглед и на нашата докторка Теодора Зировска од Dental Spa која што се грижи за нашиот изглед. Зашто кажувам и на што мислам, ќе погледнете кај неа на профил, ќе ви биде се јасно. Останете ми во добро расположение како што сте и сега. До следна среда, до гледање. Ќе ве прашам и за тоа имам прашање, само тоа подоцна малку ќе го поставам, леле. Talk show, talk Денеска сме show. на отворено, драги гледачи. Ова е екзотичната страна на... Pa hoće bazene, kokteli, pa malo mora da se žrtvuje. Ајде. Продолжуваме од прашање. Леле, не ми се верува. Преако. Три. Значи, денот денес катастрофа, не знам што да кажам. Се Све испоремети, е супер, катастрофа, ма све е касиме, супер. ништо не ни оди како што треба, ама ќе го направиме да биде најдобро како што треба. Ето. Ma sve je. Ајде. И Така то, е, не, јас не, мислам. хипотетички мирис. А може јас не сум бањата, не знаете. Ne, ali vidiš da ti kažem, život ima, možeš da gledaš dva ugla što je rekao, komfort zona. Super je komfort zona, jel? Znači, kako može. A šta je? Ништо. Hota, Мислам дека vidi, тензијата почна поинтензивно да присуствува. ti možeš da kažeš, mi smo na bazenu, leto,